Драги сограѓани, почитувана јавност, во име на оние кои го продаваат својот труд и на чиј грб се богатат елитите, во име на оние чии деца се приморани своите среќи да ги бараат во туги земји, на кроткиот и чесен народ, во нивно име ни го честита Меѓународниот ден на работничката солидарност. Пред повеќе од еден век, на 1 мај, работникот високо ги крена гласот и тупаницата на класната борба. Како тогаш, така и сега нашата борба е обедината во вредностите кои се врежани во работничката класа. За достоинствен живот и братска љубов помеѓу народите, до конечно ослободување од спрегите на капиталот. Зошто некој да има се, а некој ништо, и какви се тие судбини? Запишано ли им е за секогаш да бидат сиромашни? Зошто тогаш ни служи законодавниот дом и здравиот разум? Нема да стивне виорот на неправдата додека не се задоволи социјалната правичност. Нема мир во отсуство на екзистенцијална сигурност. Токму во законодавниот дом на Република Македонија, таму каде што во 90-тите се гласаше за одземањето на судбините на работниците. Сега децата на тие работници преку левица представуваат волјата на обичниот човек. Како крик на починетите и суд за неправедностите, единствената партија која се бори за враќањето на достоинството на работникот во ово општество, левица е опасност по експлоататорите. Во овој момент од највисоко значење е спречувањето на ефектите од економската и енергетската криза која најмногу ги чувствуваат сиромашните поради таковниот економски модел. Потребно е да се промени праксата дека државата ги експлоатира и оданочува работниците во иста пропорција, а жртвува во обрат во однос на високата класа. Ние, децата на работниците, како сведоци на голготата на нашите родители, жртви на 30-годишната транзиција, и основавме левица како единствена работничка партија со единствена цел запирање на експлоатацијата на трудот и заштита на правата на работниците. За само година и половина, како парламентарна партија и со само 2 пратеници во собранието, поднесовме над 10 закони за заштита на правата на работниците. Поднесовме закон за укинување на апанажата на функционерите. Поднесовме закон за обештетување на стечајците. Поднесовме закон за изедначување на условите на работничката апанажа со она на функционерите. Поднесовме закон за гарантиран откуп на земјоделските производи. Закон за зголемување на минималната плата. Закон за прогласување на недела како неработен ден и многу други закони. Дел од овие закони владеачкото мнозинство ги усвои како своји, а дел за жал немаше услух, истите не беа усвоени во парламентот. Секој ден десетици работници се обраќаат до левица барајќи помош за своите прекршени работнички права. На сите овие работници им пруживме соодветна правна помош. Поднесувавме барања до трудова инспекција. Поднесувавме тужби пред надлежните судови на Република Македонија. Со единствена цел да ги заштитиме правата на овие работници. И борбата не застанува тука. Борбата продолжува се до конечна победа на трудот, борбата продолжува се до конечно враќање на достоинството на македонскиот работник. Почитувани работници, нека ни е честит 1 мај, денот на трудот.